Добро. Така, разбравме дека денес е ден на сладоледот, а ние пак во изучувањето на книгата Дела на апостолите имаме еден мал јубилеј, ова е 40-та проповед. И влеговме веќе во последниот дел на книгата, делот во кој се опишува патувањето на Павле од Ерусалим до Рим, кој што е неговата крајна цел. Така и завршува книгата Дела со пристигањето во Рим и заклучокот дека Божјото Слово, т.е. Божјото Царство, тој го проповедаше и во Рим. Се започнува со неговата намера воден од Светиот Дух да отиде во Ерусалим, така завршува третото мисионерско патување, за да и да го сподели Евангелието таму и да ја донесе онаа помош која беше собрана од братските пагански цркви, нееврејски цркви во Ахаја, Македонија, Азија. Меѓутоа, тука е обвинет неправедно со лажни обвинувања дека говори против евреите, дека говори против законот, против храмот, дека го сквернари храмот и така натаму. И тие обвинувања ја разбунтуваат толпата во храмот и се обидуваат да го линчуваат. Римските војници, кои се стационирани во гарнизонот до храмот, интервенираат, го спасуваат. Тој е ограден, качен е на терасата, на платформата на касарната и бара одовде да се обрати кон насобраниот народ, кон толпата која сака да го линчува. И како што почнува стихот, тој ја кажува својата заштита или својата апологија, вели Павле. Во 1 Петрово 3.15 има еден познат стих, каде што пишува: бидете секогаш подготвени со кротост и страхопочет за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Бидете секогаш подготвени за одговор. И тука зборот е исто така апологија. И обично овој стих се користи како аргумент дека нели треба да бидеме апологети, да ја заштитуваме нашата вера. Меѓутоа, овој стих во исто време представува и заповед за сведоштво. Контекстот во посланието што Петар го пишува до верниците евреи е токму тоа, спремност секогаш тие да одговорат за својата надеж во Христос, да го дадат своето сведоштво за Христос. И така почнува книгата Дела на апостолите, со заповед на Христос да сведочиме за Него. А сведочењето за Христос вклучува и сведоштво за дејството на Божјата благодат во нашиот живот. И тоа е всушност апологијата која Павле овдека ја дава, заштитата. Тој ја заштитува својата, ја одбранува својата вера со тоа што говори, и тоа е суштината, содржината на оваа порака пред евреите, Божјата благодат. Се што се случува, се што се случило е плод на Божјата благодат. И тоа е најдобрата апологетика. Секој верник има свое уникатно сведоштво. Секој христијанин има своја приказна за Божјата благодат, за дејството на Божјата благодат во неговиот живот. Историјата на црквата познава такви големи сведоштва. Например, првиот кој решил своето сведоштво да го представи во книга е Августин, тој напишал книгата Исповеди, во кој го опишува својот пат од хедонизмот кон верата во Бог и секако резултат на Божјата благодат. Тој кажа како бил порано таму, порано пред да го запознае Христос, уште од детството, на моралниот живот. Дури на едно место вели дека се надпреварувал со своите пријатели во блудството и се срамел кога некој го надминувал во блудството, т.е. блудствал повеќе од него.
И други такви апологии имаме. Џон Бањан е познат со неговата книга Изобилство од благодат врз главниот или најголемиот грешник. Тома Кемпијски говори за имитирањето на Христос, кој исто така неговото сведоштво. А пак Луис, знаеме, книгата за препастен, изненаден од радост, го пише по својот пат од атеизам до верата во Христос. И другите пак се ги кажале во црквите своите сведоштва, секој си има својата приказна. И можеби на некого приказната му е како кај Августин од блудство кон свет живот, кај некого можеби од атеизам кон вера, но без разлика на тоа колку е уникално сведоштвото на секој сведоштво во суштина говори за таа Божја благодат. Секој сведоштво е воедно исто, а тоа е дејството на Божјата благодат. Сите ние сме темните гламни кои се извадени од огнот, по Божјата благодат. Промената која се случува по милоста Божја тоа е одбраната на верата. Божјата благодат која е представена во Евангелието и која е искусена во личниот живот. И тоа го прави Павле овде, кога тој почнува со зборовите пред народот, пред толпата и вели: послушајте ја сега мојата апологија, мојата апологетика пред вас. И неговата апологетика или заштита е личното сведоштво. Како тој од ревносен фарисеј и гонител на црквата станува Христов апостол. Што е апологијата? Зборот апологија, кој е употребен овдека, всушност значи оправдување, извинување, и од тука е англискиот збор за извинување, не? А исто така се одржи идејата, од тука изведена идејата за заштита, за одбрана. И Павле ја изнесува својата формална одбрана, бидејќи е нападнат, е обвинет неправедно. Обвинет дека, како што кажеме, хули против евреите, збори против нив, збори против законот, збори против храмот и го сквернави тој храм или законот. И во неговата апологија или одбрана има клучни две поенти. Тој сака да постигне две цели. Прво да им покаже, да ги разубеди во лажните обвинувања дека тој е сега јудеин, тој веќе не е јудеин, туку отстапник од јудеизмот, кој веќе не му значи ништо Бог и така натаму. Не, тој преку цело време се обидува да докаже дека тој се е јудеин и тоа многу побожен јудеин. И второто, она што сака да го постигне, да им објасни дека таа негова промена која се случила, таа порака што ја проповеда, тоа учење кое го шири низ црквите на или меѓу неевреите, сето тоа е дадено од Бог. Сето тоа е Божјата замисла. Павле воопшто немал такви намери. Павле воопшто немал, ниту му дошло на памет да го говори тоа Евангелие или пак доди меѓу неевреите. Се случува како заповед од Бог. И тука тој дава одговор на чудењето сигурно на многумина евреи во Ерусалим, кои го знаеле Павле. Тој самиот ке се повика во говорот, ке каже: знаете, вие од Синедронот ме познавате мене, соработувавме. Има се уште живи кои ме памтат овдека. Чудењето како еден таков ревностен борец против црквата, гонител на христијаните, гонител или човек кој се обидува да го истреби учењето на Христос, сега да биде апостол на Христос. И клучниот одговор на Павле за таа невозможна по човечки мисија, клучниот одговор или суштината на Павле е Божјата благодат. Божјот го направи сето тоа. И во таа смисла, неговата
истите обраќани. И тој им се обрати така, не за да им лицемери, зашто навистина гледаше на нив како на браќа. Да, тие му беа браќа. Да, таму равините, фарисеите, старите му беа татковци. И тоа е сега. Тој го прави сето тоа за да го привлече вниманието и да создаде еден пријателски однос. Однос во кој тие не би гледале на него како на непријател, како на противник. И сега тука кажеме да. Во нашето споделување на сведоштвото, ние за резултатот, за плодот веруваме единствено во дејството на Бог. Бог е тој преку неговиот дух кој што го отвара срцето на човекот, го осветлува умот и води до промена, доведува до вера. Меѓутоа, од нас се очекува, ние како инструментите, како средството во Божите раце, кои го споделуваме, кои сведочиме за Христос, не да бидеме арогантни, не да бидеме непријатели, не да застанеме како пред двобој, како на двобој со оние, како што денес се често пати се прави, односот што се гради со светот. Туку со благодатта на Христос. Зашто Бог го користи таквото сведоштво. Не сведоштвото кое е од гордост, од ароганција и од непријателство, туку сведоштвото, Евангелието кој се проповеда како вистина преку љубов. Со сочувство, со емпатија, гледајќи на тие луѓе како на овци без пастир. Зашто Христос така ги гледаше и се сожали на нив. На истиот начин како што се сожали добриот христијанин кога го вида претапаниот човек пред смрт како лежи на патот и ограбен. Истиот збор за сожалување и во двата случаеве. Христос ги виде луѓето изгубени во гревот, во темнината, во легализмот и се сожали. И рече, молете се на Господорот на жетвата за работници. Така гледа, тоа се очите на Бог кон изгубениот свет. На сочувство, на сожалување. И Павле, сакајки се го народот, луѓето кои му беа браќа и татковци, предци, им се обрати. И на крајот, ќе видиме ние, ќе се стигне на точно тој заклучок, дека не намерите на Павле беа лоши, намерите на народот беа лоши. Во нито еден момент Павле немаше лоши намери. Цело време тој сакаше да биде пријател. Тој сакаше да се доближува во мир, да го сподели своето сведоштво. И тој дојде овдека пред народот, дојде на во Јерусалим со таа цел да го сподели Евангелието. Иако во оваа ситуација има опасност за неговиот живот, тој вели не, ќе се обратам, од оваа подобра можност за проповед нема. Тоа е решението на Павле. Не бега. Сакат да го заштитат. Ама тој вели, јас сум таму за да им го кажам сведоштвото. Голема тоа 50-ница. Никогаш нема да има толку многу народ собрано за да им го кажем Евангелието. Па макар и да умрам на крајот. Но јас ке го споделам Евангелието. Тој тоа го кажа што во Ефес. Па макар и да ме убият во Јерусалим, јас ке одам таму. Да го проповедам Евангелието на благодата. И тој тогаш, во тој момент, ја виде таа можност. И продолжува и им вели еден подолг текст во кој го представува својот поранешен живот, во кој основниот заклучок е представен во кој стих беше таму. Во крајот на 3 стих, како што сте и вие сите денес. Јас бев порано, она што сите вие сте денес. Тоа е. И јас сум јудеец, евреин сум. Не сум невре. Од тарски ликиски. И се некој ќе каже, ти си јудеец, ама таму од Азија, Мала Азија, а јудејците што го напуштиле, ја напуштили Јудеја, отишле таму во диаспората, со текот на времето станале елини, тие не се вистински јудеи, па и не е ни чудно што еве овој почна сега да хули против храмот. Тоа е стереотипот.
Тој отишол во Австралија и сега неговото дете не е Георгија, е Џорџ или така натаму. Такви се тие и многу навистина од јудеите кои отишле во елинската средина, станале гностици, платонисти или преку Фил Александрийски исто така некакви старозаветни гностици. Ова е некаков таков, зашто тие навистина имало јудеи кои хулеле против храмот, гледајќи гностички на Стариот Завет. Но Павле веднаш додава, за да тргне, да го тргне тој сомнаш, таквата представа им вели, но јас, кој сум од таму, сум воспитан во Ерусалим. Јас не ги загубив своите еврејски чувства, нити пак ревноста кон традицијата, кон јудаизмот, кон преданието, кон сето она што останало од нашите предци. Напротив, дојдов овдека и тоа дојдов да слушам кај Гамалиил, оној најпознатиот учител, се подготвував за фарисеј. И ако отвориме во Галатјаните, например, првата глава, 10-11 стих, таму Павле додава нешто повеќе за тоа негово образование, вели, јас бев поревносен од моите соученици во почитувањето на традицијата и напредував многу повеќе од нив во тој поглед. Така да ако вие мислите дека сте голем патриот, јас ќе ви кажам, јас сум бил многу поголем патриот од сите вас. И не само што учев кај нели Гамалиил, јас бев и од него порадикален. Зашто ние го сретнавме Гамалиил во 5 глава, кога Синедрионот направи план да ги убие Петар и Јован. И тогаш Гамалиил што им рече? Не. Оставете ги, луѓето на мир, не ги бајте ги, зашто ако е таа замисла или тоа дело од луѓе, ќе се разруши. Ако пак е од Бог, вие не можете да го разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бог. Борци против Бог. Павле е ученик на Гамалиил. Тој ги слушнал тие зборови од Гамалиил. И знаете што се кажал? Ова нема врска. Овие тука, овие што го следат тој Христос, и тука го потребува зборот, до смрт ги гонев јас приврзаниците на тоа учење. Или тука буквалниот збор е приврзаниците на патот. Тоа е јудејски термин за раните христијани. Оние што се на патот. Тоест, оние што се во Христос. И многу е со таа фраза, само со еден збор патот, во кого се идентификуваат тие со верата во Христос, веќе го руши јудејскиот систем. Зашто луѓето на патот се спротивно на луѓето на законот. Јудеите се луѓе на законот. Додека христијаните, тоа се првите јудејски христијани, се луѓе на патот. Зошто велат, Христос е спасението. Христос е достапот до Бог, не законот. Со таа фраза тие го рушат целиот јудејски легалистички систем. И Павле вели, јас сум ученик на Гамалиил и Гамалиил беше толерантен кон нив, се стравуваше случајно да не стане борец против Бог. Меѓутоа јас знаев дека тие се голема опасност, луѓето на патот, зашто тие го рушат. Рушат се она што ние 15 века сме го верувале и сме го живееле. И ги гонев ревносно, предавајќи ги во затвор и мажи и жени, и дури до смрт ги гонев, пишува. И ако отвориме пак на Галатјаните, таму пишува дека навистина ги убивал. Тој ги затварал за да ги убие, да ги убива тие луѓе. И убивал. Оставал деца без родители. Таа ревност што има кон тој јудејски религиозен систем. Луѓе на патот. Ние сме луѓе на патот. Ние сме луѓе на Христос. И со тоа ние се разграничуваме од секој друг религиозен систем. Зашто секој друг религиозен систем го гради спасението на дела, на некакви човечки дела или заслуги. Ние сме луѓе на патот, единствените кои
спасението го градат преку верата во Христос. Она дело што тој го изврши за нас. И тука, уште на самиот почеток, Павле вели, тоа бев јас. Јас се гледав сериозната опасност кај тие луѓе, дека тие ќе го разрушат се она што јас го верувам. Она во кое што јас се градам. Она што јас го поучувам. И продолжува и вели, јас соработував со членовите на Синедрионот. Тие се овдека, меѓу вас. Нека излезат, нека кажат дали заедно не правевме план да одам во Дамаск, таму да ги врзам христијаните и да ги однесам во Ерусалим да им биде судено, да бидат ставени во затвор. Да, тие ми дадоа препорака. Од нив примив писма за да одам во Дамаск и да ги доведам да бидат казнети. И еве, кажува, нека посведочи првосвештеникот и целото старешинство. Да, поминале 20 на години, ама се уште памтат како почна сето тоа. И зошто го кажува тоа Павле? Ке видиме понатаму. И тој во еден момент е зачуден од тоа Бог што му кажува. И каква служба Бог избира за него. Тој е запрепастен. Зашто нема никаква логика. Единствено, Божиот совршен план и благодатта. И што се случува, вели? Јас, кој не го слушав Гамалил, мојот учител, дека ако тој од Бог, јас ке бидам борец против Бог, тргнав кон Дамаск. И се наближив. И околу Пладне, Дамаск, Блискиот исток, каде што е многу жешко, како пожешко и од овдека, каде што сонцето свети посилно од овдека. Вели, ме офати светлина која ме ослепи. Можете представите каква светлина била таа, која може во Палестина, во Дамаск, во Сирија да те заслепи. И Павле, кој е фарисеј, кој е обучуван во Стариот Завет, кој знае што е теофанија, овдека има теофанија, овдека има богојавление, тој слуша глас од небото, ја гледа светлината и знае дека Бог се јавува. Слуша глас. Се е во ред. Меѓутоа, не е во ред прашањето што му се поставува. Савле, зошто ме гониш? Чекај се. Бог се јавува, јас сум во ред, зашто јас со сите сили се обидувам да го заштитам поклонението кон Јахве, да го заштитам заветот што ни го дал, законот да го заштитам. И наеднаш сега, во таа теофанија дојдам прашање дека го гонам. Ама кој си ти? Чекај се, Господи, има некој проблем, кај тебе има проблем? Зашто јас сум во ред, знам дека ова е право, дека ова е во сето тоа кажува дека гласот е од небото. Меѓутоа, ти треба да ми се представиш кој си, зашто не наоѓам логика во твоето прашање. И тука доаѓаат тие зборови што го пробудуваат како нож во срцето. Јас сум Исус од Назарет, кого ти го гониш. И во овој момент Павле разбира дека преку цело време бил борец против Бог. Дека бранејќи го легализмот, тој всушност се борел против Бог. И тоа сознание сигурно, до таква мера тоа сознание бил разрушен по основи. Зашто тој во еден момент разбира дека не е заштитник, дека не е борец за Бог, туку тој се бори против Бог. Дека не е добриот јудеин, туку е лошиот служител на Бог, противникот на Бог. И за да биде целата ситуација така најстрашна, тој што оди во Дамаск, влегува во Дамаск, намерата му е со придружба, со војници, да апси луѓе, е заслепен, ослепене, и тој треба да биде воведен во градот. Го фаќаат под мишка и како немокен, како човек со посебни потреби, го воведуваат во Дамаск. Тоа е големиот абсурд. Силниот, смелиот,
злосторникот, оној што сака да убива, станува целосно безпомошен. Срушен. Осознава дека бил противник на Бог преку целото време. И таа спишува и тука додава, и они кои беа со мене видоа светлината и се уплашија. Тоа што се случи не беше халуцинација како резултат на топлотен удар или сончаница. Не, тие видоа светлина, видоа нешто, но не го слушнаа гласот. Тоа беше нешто меѓу мене и Христос. Христос имаше со мене, ми се откри, ми покажа што сум правил целото време. И тогаш, што и продолжението, во секој поглед овдека Павле примерите што ги употреба во неговото сведоштво, во неговата заштита, сака да покаже дека христијаните евреи не се антиевреи. Тие не се противници на евреи, тие не се предавници и отстапници од јудаизмот. Вели, кога бев воведен во градот, првиот човек со кого имав средба после 3 дена слепотија, молитва и така натаму, беше еден евреин. И тоа каков евреин? Благочестив според законот, со добро име меѓу сите јудејци во Дамаск. Еден јудеин кого сите го почитуваа јудеи во Дамаск. Човек кој си беше така според закон, благочестив човек. Меѓутоа, Бог реши преку него, преку таков човек, кој го познал Христос, да ми ја откри волјата. Што сега Бог има за мене, каков е неговиот план за мене. И тука зборот што го употребува, нели, Павле, не сум го брате Павле, Бог на нашите татковци те определил. Овој збор е поинаков од оние другите зборови, како например во Ефесјани 1, 4, 5, нели, за предопределение. Овој збор овдека што е употребен значи назначување. Да земеш некого и да го назначиш за точно нешто. Ели, Бог, и тоа му го кажува Ананија, Бог тебе те назначи, те избра за да те назначи со определен конкретна цел. Да се открие пред тебе, нели, праведникот да го види, да го слушнеш гласот на Христос. Зошто? Зошто ќе бидеш сведок пред сите луѓе за оно што си видел и слушнал. Ќе сведочиш за праведникот. Ќе евангелизираш, ќе даваш сведоштва за него со тоа што ќе го кажеш своето сведоштво што го имаш со него. И му кажува, ти, Бог те избра, те определи, да ти се открие, зашто тоа е неговата волја, ти да сведочиш за него пред сите луѓе. И сега таа фраза пред сите луѓе, не значи пред сите луѓе во светот, сите, да земеш еден по еден, сите луѓе без разлика. Не само јудеите, и не евреите, не само мажите и жените, не само господарите и робовите, зашто Евангелието е за сите. И кога ми ја откри волјата на Бог за мене, истото им кажа, гледате ли, каков бех, а сега каков... Тоа е така, бидејќи Бог избрал да биде така. И сега јас, ако не се покорам на ова, јас ќе бидам борец, ќе продолжам да бидам борец против Бог. Бог ми кажа преку еден јудеин кој е попосветен дури од вас во јудаизмот, ми го откри сето тоа. Каква намера има за мене. И на крајот ми речи, сега кога си веќе очистен, ќе се крстиш. Крсти, очисти ги гревот свој, повикувајќи го името на Господ Исус. Ќе го повикаш Господ Исус Христос. Ќе се покаеш пред него. Тој ќе те исчисти од сите греови, од тоа непријателство во кој што си живеел против него. И ќе се крстиш, за да го покажеш сето тоа. Тоест, ќе демонстрираш дека ти си веќе негов, исчистен од грех, преобразен, си умрал веќе стариот Савле, фарисеот, гонителот на црквата, и сега воскреснува апостолот на Христос. И Павле вели, јас сето тоа
го направив бидејќи сум послушен на Бог. Тоа е крштавањето. Крштавањето е оно јавен чин, во јавноста се покажува заветот кој се склучува со Христос, преку верата во Него, дека човекот е очистен од гревовите и дека во духот, преку духот, тој воскреснал за нов живот. Стариот живот, животот во гревот, веќе е отишол. Мртов е тој за тој живот. Ние секој лето правиме крштевања за они кои навистина поверувале, кои биле новородени преку верата во Христос, очистени, кои воскреснале за нов живот. И ако има, нели, ова лето, кандидати, можеме пак да го направиме, или за да го посведочиме јавно заветот што го склучуваме со Христос. Ако некој, нели, не му јасно што како, може да прашува подоцна. И така, и сега од кога се случува сето ова, што е најнормалното за Павле? Најнормалното е да си оди пак дома. И си оди тој дома. Оди во Ерусалим, назад кај своите, вели, и се врате во Ерусалим. И си отидов во храмот. Јас не холам против храмот. Првото нешто што го направив од како поверував, беше да одам во храмот, што храмот е местото за поклонение. И отидов таму, во храмот. И се моля во храмот на Бог. Господи, не ми беше сето тоа јасно. И надеж Бог ми вели. Јас дојдов овде во храмот за да им зборам на луѓето што ми се случило. И Господ вели, не, нема, ќе излезеш од овде. Ќе излезеш од Ерусалим и ќе одиш, зашто ти нема да го примат сведоштвото за мене. Поскоро направи тоа. Излези, бега од овде дека побрзо. И ова е навистина нелогично. И Павле се спротивставува одека на Бог. И тој вели, ама Господи, чекај сега, вака. Ти знаеш дека јас ги затворав и биев по синагогите оние кои веруваа во тебе. И кога се проливаше крвта на Стефан, твојот сведок, таму стоев, јас го одобрував неговото убиство, пазејќи ги лишто оние кои што го бива, и не му дозволува Бог да продолжи понатаму. И му рече, не, оди одовдек. Павле имал намера да продолжи, тоест да дава аргументи, чекај, Господи, сега вака. Петар, Јован, да, они се апостоли на Христос. Ама они го немат тоа сведоштво што јас го имав. Јас ја убивав црквата. Јас учествував во убиството на Стефан. Јас ги гонев. И сега, сите ме знаат како голем патриот. Сите ме знаат каков сум бил. И јас верувам дека нема да има евреин во Ерусалим кој ме познава и кој нема да каже, леле, овој, штом така се променил, сигурно Бог му се јавил. Невозможно е. Тоа невозможно да се случи со Савле. Го знаеме ние кој е тој. Знаеме ние каков живот имаше Павле. Дека тој беше најревностен од сите нас. И сигурно сите ќе им поверуваат дека благодата е навистина невозможна. Благодата го прави невозможното. Кој или нема, на кого други би поверувале, ако не мене? Јас имам поголемо сведоштво од овде кај овие што се и Јаков и Петар и Јован. Тие го сретнаа, Исус тргна, со него ги гледаа чудата и стана апостоли. Ама јас какво преобраќање имав? Јас ќе им кажам колку е голема благодата на Бог. И сигурно ќе ми поверуваат. Не може не им поверуваат. И тоа Павле го кажа, јас за тоа отидов таму. И не ми се веруваше кога Бог ми рече брзо бега од овде. Но јас одев овде да им кажам на тие луѓе дека сум бил борец против Бог и да ги предупредам и они да не се такви. Зошто ги сакам? И зашто јас го имам сведоштвото какво што никој нема. Нема друг во историјата до тој момент, можеби и до денес, кој има такво преобраќање како Павле. Нема. И тоа е планот на Павле. Павле планот да оди во Ерусалим и таму да проповеда, да ги прави христијани, да им кажува за благодата на Христос. И Бог му вели, не. Јас те праќам кај незнабожците ќе одиш. Ама што ќе правам јас кај незнабожците сега? Јас тука ме знаат мене во Ерусалим каков сум бил. Овдека во Ерусалим
го познават моето минато. Каква драстична промена се случи. И аз можам да бидам најефикасен овде, како фарисеј добар, познавач на законот, на сите тие работи. Тоа е логиката на Павле. А Бог има друга логика, вели, не. Ти не си добар за овде. Јас имам друг план за тебе. Ке одиш кај неевреите. И тамо ќе бидеш ти апостол. А најголемиот проблем, всушност, или причината зашто Павле е обвинет во храмот, зашто сакат да го убијат, е токму поради тоа што тој оди и неевреите сака да ги спасува. Затоа што тргнал да спасува неевреи. И Павле им вели, тоа не беше мојата намера никогаш. Ако мене ме прашувате, ако од мене зависеше, јас овде ќе се останав и меѓу вас. Бог е тој што ме избрка. Буквално ми рече, брзо, бега од овде. И оно што најмногу зачудува, нема да ти веруваат на промената. Како може да не ме веруваат? Нема да ти веруваат. И навистина така се случи. Во делото пишува во 10 глава, Павле во 9 глава, Павле отиде во Ерусалим, да им кажува возбуден од се што нели се случило, и тие, неговите поранешни пријатели, направи план да го убијат. И кој го спаси? Го спаси оние што тој ги убиваше порано во Ерусалим. Оние со кои што живееше, неговите поранешни браќа, кажа, ќе го убиеме. А тие што ги убиваше му станаа браќа. И го спасија, го качија на брод и го вратија да си оди од Тарс. И од така потоа, нели знаете, Варнава го повика од Тарс. Отиде во Антиохија, од Антиохија почнуваат тие мисионерски патувања. И овој момент, продолжува Лука и вели, и кога го кажа овој збор, зборот кога кажа етне, или народи, не евреи, тоа беше слушаа до тој момент. И беше убаво, се што го врши тој момент Павле и старозаветната семантика и се ти работи, и дури ни говори на еврејски. Тој си го почитува јазикот, си го сака јазикот. Не ни говори на елинистички, на таа еврејска форма на арамејскиот јазик, што е од домакинот во тоа време им ги стоплил срцата кога проговорил така во храм, пред храмот. И најнаш кога стигнува тој збор, почну пак се запалува толпата и велат, тргни го, тој не треба да живее. И дури мафта со лишата пишува се крена прашина. Тоа, знаете, колку почна добитокот да трчат, многу прашина се кренало. Зошто само за еден збор? Нели, зошто кажува, Бог ми рече да одам кај неевреите. Не самиот факт што Павле отишел кај евреите е проблематичен. Зашто и евреите, тоа е време, првиот век е време кога има многу силно развиен прозелителизам. Тоест, евреите во диаспората се обидувале неевреи да ги направат евреи, да ги натерат на обрезание, да го прифатат јудеизмот и да се образат и да се починат на Мојсеевиот закон. Затоа и Христос нели им вели на фарисеите во Матеј 23 глава. Вие целата земја и морињата ги поминувате само еден да обратите во прозелителизам. Тоа е било вообичаено. Тоа не е најголемиот проблем. Со тоа што Павле отишол тамо. Проблемот е тоа што тој не правеше јудеи. Не, тој не проповедаше како што проповедале јудејските христијани, за да се спасите, за да Бог ве сака, за да Бог да ве прими, вие треба прво да станете јудеи, да се обрезате, да влезете под законот и тогаш ќе бидете спасени. Не, благовестието на Павле е јудеите и неевреите се исти пред Бог. Јудеите не се ништо повеќе од Бог. Ништо. И едните и другите се спасуваат само
по благодат. Ништо јудеите не се повеќе од другите. Тоа е проблематичното за јудеите во учењето во благодата. И тоа на што им пречи. И тоа е поради основната причина поради која ги изнесуваат и лажни обвинувања и се обидуваат да го убијат. Благовестието е разликата. И ништо не се променило. Се повторува истата слика пред 20 години. Тој проповеда за благодата во Ерусалим и се прави план да биде убиен. И тогаш и во оваа ситуација овдека 20 години подоцна. И кај кого е проблемот? Проблемот од сето оно што го изнесе Павле до овој момент не е кај него. Зашто Бог направи сето тоа да биде така. Сето тоа беше Божјата воља. Не директно, меѓутоа многу јасно. Павле им вели, вие имате проблем. Не сум јас проблемот. Вие не го слушате Бог. Јас сум покорен на Бог во се. Вие си го затварате увото за Евангелието, зашто ја погодува вашата суета. Вие сакате да живеете во представата за големиот Божи народ, кој е привилегиран и е повеќе од другите. Додека благодата вели, нема јудеин, нема елин, сите се пред Бог еднакви, сите се спасуваат по благодат. Таа порака, вели Павле, ми беше дадена од небото, јас не ја измислив, јас не ја сакав таа порака. Јас се борев против таа порака. Меѓутоа, ми се јави Христос, Бог ми се јави. Тој ми даде заповед. Да, и јас би сакал како јудеи да сме единствениот Божји народ, но не е така. Бог ми откри дека не е така. И тоа проблемот, тоа беше проблемот, и тоа е проблемот не само за јудеите, тоа е проблемот и за македонците, тоа е проблемот и за бугарите, и за србите, и за албанците, за сите. Секој сака да биде, тоа е индивидуалниот проблем на човекот, зашто секој сака да биде посебен. Нешто повеќе од другите. Малку подоцна, кога ќе биде изведен во 26 глава пред еден друг управник, Феликс, и кога ќе го сподели истото сведоштво Павле пред еден латин, римјанин, тој ќе му рече, ти си се побркал. Глупост е тоа што го збориш. Тоа Евангелие е глупост. Да, Павле, Евангелието што го проповедаш на благодата беше соблазна за евреите, но беше и глупост за неевреите. Зошто не е проблемот во Евангелието, не е проблемот во пораката, проблемот е кај човекот. Човекот не сака Евангелие на благодата. Зашто човекот во својата гордост сака да се покаже како некој кој ги има заслугите за своето спасение. Ги има заслугите за тоа што е голем, што е способен, што придонесува, што создава, што успева и на крајот и ќе се спаси така пред Бог. Човек во својата гордост не сака да признае, тешко му е да признае дека се должи на Бог, се е по благодат. Тоа беше проблемот кај евреите, тоа беше проблемот кај јудеите. Глупост е за нив вистината која е откриена преку Светиот Дух. Павле вели дека човекот во својата природна состојба е противник на Евангелието. И затоа ние не можеме со наши зборови да ги обедуваме со нашите способности и усилби луѓето. Тоа е дело само на благодата. Само благодата може да скрши таа суета, таа гордост, да го тргне тоа слепило, кое грешниот човек го има во себе, ја заслепува личноста на човекот. Тој е закон на гревот што дејства во нас и се бори против Бог и Евангелието. И тоа е она што Павле сушно сака да му каже. Гледате ли сега? Јас бев порадикален и од вас. Ама гледате благодата што направи? Ме смени. А вие не можете да се смените.
Зошто? Зашто вие се спротивставувате на Божјата благодат. Зашто вие сакате да бидете горделивиот Божи народ. Суштината на Павловата порака еве што прави воскреснатиот Исус. Еве што прави Божјата благодат. Човек како мене кој бил поекстремен од сите вас стана посветениот служител на Христос. Оној кој што го гонеше Христос стана негов слуга. Тоа е состојбата на секој човек, духовното слепило, и само десото на Светиот Дух по благодат може да донесе вера, преобраќање и наше спасение. Тој дава живот тамо каде што има смрт. Тој дава вера тамо каде што има неверување. И кога толбата пак се возбудува и сака убиство, тргни го од земјата таков, тој не заслужува да живее. Тој не заслужува да тежи на оваа земја. Да убиите го. И повторно на распит го внесуваат пак, стотникот го внесува во касарната. Слушал таму, тој ништо не разбрал. Се зборело на еврејски, на дијалект. Долга била пораката на Павле, а тој цело време сака да разбере кој е тој Павле. Зошто? Што е тоа што еден човек може така да раскневи толпа? И уште не знае. Се обиде, не разбра, сега после овој говор што го имаше, гледа уште повеќе толпата се разгневи. Што ли е сега? Сега ќе го извлечам, од устата ќе му извлечам, кој е тој, зошто? Наредува да го камшикуваат. Камшикувањето во тоа време било сериозно, се умирало од камшикување. Во камшиците имало од метални камчиња, остри делчиња, кои буквално кинеле месо од кожата. Така да луѓето за време на тие казнувања ослабувале, биле осакатувани, останувале без рака, нога, поради повреди на нервни на нерви во телото, а можна била и нели смрт. И Павле, додека го подготвуваат, им вели, чекате сега, нели не смее да се камшикува римски граѓанин. И тој стотникот, кога слуша дека е римски граѓанин, кога оди кај заповедникот, кој веројатно е кохортник, тоест таа касарна имала веројатно 600 војници, или 6 единици по 100 души, 6-4, и заповедникот, главниот, кога слушнал, веднаш доаѓа, зашто доколку би го без суд, така, чисто, за да го распрашува, го камшикува, ќе го наруши римскиот закон и за тоа се оди во затвор. Тоа е страшен представ. И веднаш од кај пак сега ти, види каков си, целиот искинат, тепан, претепан, зашто тој претходно беше претепан во храмот. Го извлекоа од толпата римските војници. Од кај на кај па сега те римски, јас толку пари сум дал, а види ти таков парлав, никаков римски граѓаник. И тој, не, јас по раѓење сум го дал, мојот татко е римски граѓанин. И така. И кога разбира дека пред себе има римски граѓанин, што прави овој заповедник? Веднаш прави план како да биде максимално заштитен. И тука е иронијата. Тие кои го распна Христос, истата таа чета, добро, други били луѓето пред 30 на години, но пак тие се римските војници, истата касарна, сега го штити римскиот Христовиот апостол. И не само тоа, туку ќе му обезбедат 24 часовна заштита, ќе видиме следниот пат како ќе го штитат, колку војска ќе подготват. Како војска таква обучена, така опремена со оружје, како да ќе војува со некоја голема империја, за да го спроведат до друго место.
И на крајот ќе го однесат во Рим. И сето тоа на државна сметка. Обезбеден, заштитен. И тоа е таа голема иронија. А пак во Рим, знаеме, ќе се отворат големи можности да се зборува Евангелието и таму да ја брани верата. Ќе застане пред поголеми генерали во војската, преторијата, семејството на императорот и така натаму. Но на крајот само, како заклучок, Павле, копнежот на Павле беше да го сподели Евангелието, своето сведоштво да го каже во Ерусалим. И знаете што Бог му даде можност. Бог го одведе. Тој цело време пише во претходните глави, духот ме води натаму. Предупредуване дека ќе биде врзан, дека ќе има непријатности. Павле вели, јас сум тоа. Имам од Христос заповед да го сведочам Евангелието, да го споделам моето сведоштво со него за благодата, колку голема таа благодат. И Бог му даде таа можност. На Петдесетница, кога имало најмногу луѓе во Ерусалим, тој можеше да застане и да го каже тоа сведоштво. И тоа е прашањето, кој е нашиот копнеш? Зошто сме христијани? Зошто сме луѓе кои веруваат во Бог? Што нешто не задоволува во животот? Кон што се стремиме? Дали се задоволуваме со она што го имаме во Христос, со Божјото царство, неговата правда, или бараме други задоволства на земјата? Надвор нешто од него. Се трудиме ли овој свет да го направиме наше царство? Или пак го градиме царството на Бог, кој нам ни е дадено во наследство? Павле во Библијата, нема да кажем во историјата, но во Новиот Завет од представените ликови е човекот кој најдобро разбираше Божјата благодат. И тој овдека го представува тоа. Јас не можам поинаку. Јас не можам да не го споделам тоа. Не како ваш непријател, туку напротив, бидејќи сте ми браќа, бидејќи сте ми татковци, бидејќи си го сакам својот народ. И тоа е начинот. Копнееме ли за нашиот народ? Или се јадеме, се расправаме во суетите кои ни се до небото, плачеме, мармориме, кога некој ќе не навреди? Нормално е светот да говори против нас, но на злото ние одвраќаме со љубов. Тоа е начинот. На целото зло што на Павле му беше подготвено во Ерусалим, тој врати со љубов, убедувајќи се во секој збор, целиот тој говор, да се доближува до нив, да им се доближува до срцата. Со копнежот, благодатта да стигне до нив, да бидат спасени. И тоа е примерот на Павле. Тоа е она што тој копнеш кој Бог го има, гледајќи на изгубениот свет. И копнеш за кој треба да се молиме ние да го имаме. Тие луѓе кои се загубени во светот, во суетата, во гордоста, да бидат достигнати од благодатта на Бог и спасени. Нека Господ не благослови и не помага во сето тоа. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен,